Да, продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг. Голем дефект на далноводи причина за пожарот поради кој Скопје, делови од Штип, Свети Николе и други населени места останаа без струја. Министерството за внатрешни работи вчера соопшти дека ги проверуваат снимките од безбедносните камери поставени во близина на местата каде што се случија дефектите. Екипите на МЕПСО веднаш излегоа на терен и за неколку часа беше воспоставено повторно снабдување со електрична енергија во поголем дел од населените места, а вработените во компанијата останаа до доцна во ноќта да работат на целосно отстранување на дефектите. На оваа тема во продолжение разговараме со генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани. Господине Муртезани, добро утро. Добро утро и благодарам за можноста да објасниме пред јавноста што се случи вчера. Така. Ноќеска имавте полни раце работа, доцна синоќа излеговте и со соопштение за причините кои доведоа до прекинот во снабдувањето со електрична енергија. За каков дефект станува збор? Прво, како што спомнавте, вчера откако не беше јасно што се случи, пуштивме едно соопштение до јавноста каде што објаснивме дека испад на далеководот трафостаницата Скопје 4 кон трафостаница Бунарџик и пожар во близина на трансформаторската станица беше причина за прекин на снабдувањето со електрична енергија во поголем дел од Скопје, делови од Велес и Овче поле. Овие фактори условија испаѓањето од погон на двата 400 киловолтни трансформатори со кои што се напојува поголем дел од Скопје. Станува збор за трафостаницата Скопје 4 во населбата Пинтија. Диспечерите на диспечерскиот центар во АД МЕПСО во експресно краток рок воспоставија напон во најголем дел од населените места и за неполн час поголеми делови од Скопје веќе се снабдува со електрична енергија. Во суштина, дефект на изолаторска верига на 110 киловолтен далековод Скопје 4 Бунарџик, од дефектот исклучени прекинувачите во трафостаница 4 Скопје 4, односно Пинтија на далеководот. Во исто време реагира заштитата на трансформаторите 400 на 110 киловолти, од кои на 110 киловолти напонско ниво се напојуваат сите трансформаторски станици во Скопје, а со тоа и цело Скопје. Заштитата на трансформаторите како најскап елемент во трафостаницата е многу осетлива и има основна цел да ги штити трансформаторите од оштетување на надворешни куси врски. Само да појаснам дека струјата на куса врска на далеководот за Бунарџик на кој имаше вчера дефект може да достигне до 100.000 пати поголема вредност од струјата во нормална напонска состојба. И за да се прекине таа струја, треба да се исклучи напојувањето на двете страни од далеководот. Меѓутоа, во таква ситуација, иако многу кратки интервали, доволно ако на одредено место има слабост, дури влага, магла и пареја од загревањето, може да се пробие воздушната изолација и да настане прескок кон земјата. Тоа најверојатно и беше причината што се запали сувата вегетација во околината на трафостаницата во Пинтија. Тоа и според нас предизвикало пожар во местото, иако далечена од дефектот во далеководот Бунарџик Скопје 4. Така, вчера во медиумите прострои информација дека постои веројатност и можност дека причина за пожарот е човечки фактор. Од она што слушам дека вие сега го кажувате, причината човечки фактор се отстранува целосно, не е тоа причината, значи причината е... Иако институциите вчера експресно не контактира и беше разгледана и таа опција, меѓутоа, според експертското мислење на службите, станува збор за дефект кој што од време на време се случува и минимални се, да кажам, шансите да се причини од човечки фактор, бидејќи последиците према причинувачот може да бидат да го коштат и живот. Така да, според наше мислење, станува збор за стандарден дефект кој што се појавува од време на време. Добро, тоа го расчистивме. Отстранети ли се сите дефекти или се уште се работи на терен? Да, екипите наши работа цела ноќ и во 3:30 по полноќ
пуштен е напон на далеководот Скопје 4 Бунаджик и сега моментално има електрична енергија во зоната и во околните селба околу Бунаджик и во моментот можам да кажам дека не постои дел од Скопје кој нема електрична енергија, причината од вчерашниот дефект. Може ли да направиме првична проценка за тоа колкава материјална штета е причината со, еве да речеме, овој инцидент или со овој несреќен случај? Тоа останува во текот на денот, откако ќе имаме детален опис од службите кои што вчера и работеа во текот на ноќта и само после тоа може да имаме таква информација која што секако дека во најкусок после ќе ја споделиме и со јавноста. Така, во вашето соопштение синоќа најавивте дека и во текот на ноќта можни се повремени прекини, тоа го соопштиви денеска. Дали денеска може би има најава за некакви прекини? Не, бидејќи ситуацијата е нормализирана, дефектот во тој столб во далеководот Скопје 4 Бунаджик е саниран, така да не очекуваме денес да има прекини со снабдување. Така, и уште едно прашање во продолжение. Има ли до вас стигнато пријави за штети предизвикани поради прекините на електричната енергија? До овој момент што зборуваме, не. Така. Господине Муртезани, јас ви благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Ние остануваме во контакти и понатаму, секако за сите оние нови информации и извештаи кои што ќе ги објавите. Сме тука да ги пренесеме и да ја информираме јавноста. Ви благодарам уште еднаш. Секако. Благодарам и на вас.